Пензионерите бараат поевтини лекови од државата. Сегашните, иако со намалена цена, за нив се уште биле прескапи. Ние плаќаме големи давачки за лекове, плюс крводарител сум ја лично. Тоа не се испуштува многу. Кажуваат да се намалени, ама не се намалени. Качени се цените, прибидејќи јас скоро бе нешто преладен, зема една апчина 250 динари. Треба да покачат повише ленти, ја некој пат 3-4 на еднаш ке мерам. И лентите, едната каже 9, едната 13, едната 8. На оваа тема, но и на многу други поврзани со новините во здравството, денес тие имаа можност да разговараат со представници од фондот. Секој осигуреник, кога оди на посета кај матичен лекар, кога му се препишува лек, треба да праша кои од овие лекови се без доплата, за да може да знае да се избере. Исто така треба да го праша и фармацевтот кога ќе оди во аптека да го подигне лекот. Сдруженијето на пензионерите секогаш во проекти кои се во интерес на пензионерите, како и овој слично сега што радувате за помагала за здравството, за лекарството и за тоа поддржуваме секогаш. Но од здравство, пензионерите ги подсетија и за уште една обврска. Пензионерите за жал до денеска немаат подигнато електронските здравствени картички и стојат уште во нашата подржна служба, тоа се околу 500 и ова е шанса сега преку вашата ценната телевизија и овде на ова работилница да апелираме до пензионерите да ги подигнат. Денешната средба во Штип е дел од активностите на Фондот за здравство за директни контакти со граѓаните со цел информирање за нивната работа.